Почитувани граѓани, пред 4 години заедно со вас започнавме да запишуваме една поинаква приказна за модерен центар, за центар кој се развива, кој оди напред, за функционална општина која што ќе одговори на потребите на сите граѓани. Општина Центар е срцето на Скопје, срцето на Македонија. Ние сме општина на сите граѓани на Македонија и затоа изминативе 4 години, за да одговориме на потребите на сите граѓани на Македонија, почнавме да создаваме дела. Делата кои што ги направивме заедно со вас и дадоа вистински европски лик на општината. Го зголемивме бројот на паркинг места преку изградбата на нови паркинг простори и катни гражи, реконструиравме над 60 улици, поставивме целосна инфраструктура на над 40 улици, изградивме и реконструиравме повеќе тротоари и пешачки патеки, ги подобривме условите во сите детски градинки и основните училишта, се грижевме за животната средина, хортикултурно уредивме над 30 локации со голем број нови садници и цветен расад. Се грижевме и за повозрастните, отворивме 5 клубови за пензионери во општина Центар. Зад нас оставивме над 228 реализирани проекти кои Центар го направија најпосетувана општина од страна на туристите. Да, почитувани, нашиот и вашиот Центар е можеби најфотографираната општина во Македонија во изминативе години. Тоа се делата и потребите и треба сите да сме горди што го постигнавме тоа. Приказната за Центар мора да продолжи да се развива со истиот интензитет, со вашите идеи и потребите преку нашите проекти, да ја направиме уште поубава и уште попосетена од страна на туристите. Центар го заслужува тоа. Центар заслужува да биде европски центар. Почитувани, како и претходно ќе предложиме заедно со вас граѓаните да ги решаваме проблемите и да ги реализираме на вашите идеи. Ние не знаеме да работиме поинаку. Од срце и со срце ќе работиме заедно за поубав центар, заедно за центар во кој живеат среќни и задоволни граѓани. Центар во кој што доаѓаат уште повеќе туристи, центар кој ќе биде лидер и пример за метрополите од регионот. Затоа, како се развива една општина во централното јадро на еден главен град, така ќе продолжиме во наредните 4 години, излегувајќи во пресред на барањата на граѓаните, преку изградба на ново училиште со спортска сала и нова детска градинка во населбата Капиштец. Изградба на пензионерски дом, ревитализација на ресторанот Езерц и враќање на неговиот поранешен сјај, изградба на целосна инфраструктура во новопроектираните населби на Ново Мало, Маџер Мало и Крњево. Проширување и реконструкција на повеќе улици со комплетна инфраструктура, изградба на 5 спортски сали, воведување на електронска општина за поефикасна и подостапна општинска администрација, изработка на план за модернизација и реконструкција на спортската сала Градски парк. И уште многу други. И сето ова е од идеите на граѓаните и за граѓаните. Но за да продолжиме приказната за Европски центар, морам да напоменам еден важен сегмент. Потребно е поддршка и на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, затоа што доколку сакаме без никакви препреки да одиме напред, тоа ќе мора да биде победничка листа. Советничката листа е мојот тим, внимателно избран профил на луѓе кои што ќе представуваат линк меѓу населбите во општината и граѓаните и општината како институција. Мора силно да дадеме поддршка на советничката листа за да бидеме сигурни дека без пречки ќе ги реализираме предвидените проекти. Искрено се надевам дека за 4 години од денес ќе бидете сведоци на нови промени, на нови дела кои што ќе ги создадеме заедно со вас. До тогаш бидете сигурни дека сме на вистински пат, дека покажавме и допрва ќе покажуваме како се сака Македонија. Македонија се сака со дела. Ви благодарам.